На планина, на отворена, на базен секогаш треба да сме подготвени, но од друга страна добро е да знаеме дека и тимовите на Црвениот крст се на терен и во помош и поддршка на граѓаните. Ти имаат бројни активности овој период за кој што зборуваме со Арген Чилјафи. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Многу теми, впрочем, нема каде ве нема во овој период од годината, но ајде ќе започнеме од она што е најактуелно. Имавме изминативе денови високи температури, денеска добра е, има мало разладување и пат на температурите, но волонтерите, впрочем тимовите на Црвениот крст се на терен и ќе бидат во овој летен период. Традиционално секоја година, нормално во овој временски период, буквално од 15 јуни до крај на летна сезона, фокусот на нашите волонтери, односно на одделот подготвеност и действување при катастрофи е да биде присутен сегде кај што е потребно. Генерално, пошто се работи за летна сезона, во која официјално е стартувана, 25 спасители моментално што се ангажирани ќе бидат распределени во неколку водени површини, од кои Олимписки, градски базен Куманово, аквапаркот како најголемо место кај што буквално се ангажирани поголемиот дел од спасителите и базенот Њустар. Така да овие спасители, односно редари, медицински лица ќе обслужат граѓаните, што ќе ги посетат. Колку волонтери ќе има на улиците за поддршка на граѓаните за справување од топлотниот бран? Бројката варира во зависност од потребата. Реално кажано, секогаш се фокусираме на тимови, но генерално бројка сигурно би били ангажирани на 30 волонтери, во зависност нели сепак од временските. Нормално во текот на, ако правиме паралела во текот на изминатата година, беа ангажирани над 40 волонтери во неколку тимови, над 20 дена действување на терен и поделено над 7 тони литри вода. Какво е искуството низ годиниве? Секогаш кога имаме високи температури, да речеме еве ние во емисијата започнуваме со таква информација и ги кажуваме основните препораки на лекарите, да се носи вода, топла и светла облека, да не се излегува во периодот од денот кога е најтопло. Колку граѓаните ги почитуваат овие препораки? Какво е искуството? За лани имаме позитивни мислења, пошто долго екипите беа присутни долг временски период и реално кажано граѓаните почитуваат правило. Можеби пошто се соочивме лани со едно топло лето, така да генерално граѓаните за прв пат можеби ланската година се соочивме со тоа, увидовме на тоа дека генерално ги почитуваат. Можеби поради тоа што веќе и градот беше полупразен во тој период, крај на месец јули, почеток на месец август, но генерално постарата популација ги почитуваат. Односно, си носи светла облека, си носи капа, заштитни фактор, односно наочари, горе-доле за се заштитат од топлотниот удар. На голем дел од граѓаните не има проблем да се засолнат, без оглед на тоа дали се дома ќе го сторат тоа или пак на работните места, но сериозен проблем тоа има на бездомниците и во зимскиот период и во летниот период. Тука ја преземате грижата и вие, и ова лето, и оваа сезона, како впрочем години наназад. Пунктот Момин поток функционира беспрестано. Пунктот функционира 24/7, што би се рекло, функционира во текот на целата година, 24/7 функционираат колегите наши, сепак се во служба на граѓаните на градот Скопје и ова лето нормално на најранливата категорија на луѓе ќе им се даде поддршка. 170 бездомни лица што се регистрирани кај нас и користат услугите секоја среда и петок. Значи користат услуги од лекар, социјален работник, психолог, во самиот пункт оние можат да користат тој хигиенски пакет, да добијат топол оброк и све остало. Нормално се следи цела ситуација, граѓаните на дежурниот телефонски број може да пријават бездомно лице на кој му е потребна помош. Нормално можат и оние сами да му помогнат доколку можат.
Така да не име нормално, не е никој забрането да се помогне. Прифаќаат ли бездомните лица во Скопје помош и поддршка? Некако добивме информации, барем можев да прочитам некаде дека ги сакаат оние основни сервисни услуги кои ги добиваат, но најкомотно и најбезбедно се чувствуваат во средината во која што тие живеат и функционираат. Од нашето искуство, генерално е точно вие што го кажувате, оние ги користат услугите наши за дополнително не. Се чувствуваат сигурно, односно тој има нивен простор таму кај што сте. Генерално, пошто веќе поголемиот дел, да не кажам на 95% ги знаеме сите, така да генерално оние ги користат нашите корисници на нашите услуги, но предпочитат да бидат од таа територија кај што го зголеми економската и енергетска криза бројот на бездомници? Споменавте се дум да са тим. Нажалост, да. Нажалост, да. Не е голема бројката, не е голема. Но сепак веќе гледаме дека бројката се зголемува. Уште една тема сакам да отвориме, која што исто така актуелна. Деновиве можевме да прочитаме информација дека планинари се повредени на Галичица, поточно трчале на Галичица и се случила повреда и тука интервенираат тимовите за спасување на планина. Планината е место каде што често бараме спас од високите температури и е често посетена во летниот период. Треба да знаеме како да се однесуваме и тоа постојано го зборуваме, но добро е да знаеме дека и тимовите еве во Скопје конкретно во Наводно и Матка ги има постојано, односно за викендите. Само за викендите, наводно ги имате за викендите и за државните празници сега. Од планинската спасителна станица Матка од овај викенд до крајот на летото. Така да планинската спасителна станица функционира од 2005 година и до сега бележи доста успех, пошто се работи сепак се на волонтерска основа. Нашите волонтери дежурат во период од 10 до 17 часот, доколку нели сепак има некоја потреба, доколку се движите низводно, имате потреба од било како совет или медицинска поддршка, може да се јават на телефонскиот број 072 26 9876. Така но да се јават само кога имаат потреба. Апсолутно, сме го дискутирали на претходните емисии. Тимот е тој, користите го рационално во секој случај, ќе ви дадат поддршка во било кое време. Во однос на интервенциите, често сме се среќавале на водно, сме правеле интервјуа, сме разговарале на оваа тема, ги има различни, ги има бројни во текот на летниот период исто така. Зашто најмногу се интервенира, зашто најмногу бараат помош граѓаните на планина? Генерално зависи од временските услови, генерално зависи кој период од годината и све остално, но претежно се интервенции од типот повреда на велосипедисти, повреда на посетители, односно рекреативци, тие се лесни повреди генерално, но имаме и сериозни повреди. Буквално типот на интервенција, асистенција на планинска спасителна станица ви варира од инфарктна состојба до обична гревнатина. Така да ги подценуваме ли познатите места? Кога ќе се спомне Водно и Матка, јас верувам дека секој некој што не слуша и гледа во моментов се чувствува комотно и дома. За Водно имаме чувство дека буквално е лесна планина, но сепак се работи за планина, условно кажано, кој што има предизвиците. Како не се иде, го имаме проблемот, не се иде на планина со патики, не се иде по папучи, пошто и тоа го видовме последниот период, така да сепак не се работи за парк, се работи за планински масив, што буквално ако не почитувате маркација и све остало, ќе се изгубите. Ние често се доведуваме ситуација на искусни луѓе, што пешачеле, односно си го знаат водно, па во еден момент да се изгубат и да побарат поддршка. Сепак, најпрви, кога веќе тргнувате на планина, кога сакате да поминете денот со вашето семејство и се остало, почитувајте ја природата најпрви. Знаете кај се наоѓате, идете во група, го имаме и тој проблем во текот на летниот период, поединци што се движат сами низ шума, па немаат ориентација како да се движат и све остало. За среќа до сега све е добро завршено,
но веќе ако сте почетник, односно ако мислите дека знаете све, сепак консултирајте, односно движете се со некој што може да знае повише од вас. Сепак се работи за територија 30 км квадратни, што нашите волонтери го покриваат. Тоа е огромна територија, имајте на ум дека двајца планинари, односно двајца волонтери од тимот за спасување на планина не може да обслужат толкова. Но комуницирате со службите, со кои служби сте во постојан контакт? Ние цело време сме во контакт со Центарот за управување со кризи, полиција, пожарна доколку е потребно, сепак генерално не можете вие да ја земете заслугата утре кога ќе имате некое спасување да биде само ваша. Пошто повиците не секогаш доаѓаат од граѓани, доаѓаат и од Центарот за управување со кризи, поддршка се тука и на медицинска помош, така да тоа е... Имавме деновиве апели за зголемено присуство на змии, не само во урбаните средини, туку и на водно, па се предупредува граѓаните да бидат многу повнимателни кога ќе планинарат. Има некаква интервенција поврзана со? Не, сега за сега не, сепак но наше да си кажеме, пошто ние идеме на нивна територија, условно кажано, така да се движат низ патеки што е предвидено за движење, доколку нели сепак да припазат, да носат соодветна облека, обувки и горе-долу за да минимизират. Некој ја сака планината, некој ја сака водата. Дел од граѓаните ќе ги има на базените во главниот град, каде ги има и екипите на Црвениот крст. Најбројни споменавте во аквапаркот. Да. Во аквапарк ќе бидат ангажирани 18, за старт ќе бидат ангажирани 18 спасители. Тие ќе бидат во служба на граѓаните и на посетителите што ќе одлучат денот да го поминат на аквапаркот. Се надевам дека ова година нема да бележиме, сега мораме ова да го кажеме, пошто лани мислевме дека го достигнавме дното. Се регистрира прв пат 3-годишен активен давеник. Така да тоа е сериозен показател колку може... Колку родителите се тоа е последица на тоа што родителите се потпираат на вашата работа? Апсолутно. Неколку пати го имаме кажано јавно. Спасителите не се ваши лични даделки да ви ги чуваат децата. Вие, спасителот е таму да ви даде поддршка, но не е ваша лична собственост да ви ги пази вашите најмили. Така да сепак бројката од 51 активен давеник во една летна сезона на градските површини тоа е голема бројка. Е голема. Тоа покажува колку ние не почитуваме правила и однесување на базен, колку ние немаме основни техники на пливање. Сепак се работи за Скопје и Куманово, пошто таму не пријат нашите спасители. Тоа е сериозен показател колку ние како општество идеме против самите себе си. Што е со езерата? Значи и езерата и базените треба да ги покријат спасители. Минатата година се сеќавам на истото ова место разговаравме за тоа дека нема доволен број на спасители на вода. Поминаа ли дополнителен број на граѓани обуки, се зголемили бројот или се уште сме дефицитарни? Дефинитивно сме дефицитарни. Црвениот крст на град Скопје според одржа курс за спасители, спроведе курс за спасители на затворени води во кои 20 нови кандидати се лиценцирани. Во моментот траат курсевите во Охрид и во Струга, но на жалост бројката е многу мала. Дали некој од овие 20 ќе замине да бидат спасители во странство, бидејќи и тоа се случува? Да, апсолутно, да. 30% од кандидатите заминуваат надвор од државата. Тоа веќе е... Зошто? Може би условите... Не се доволно платени? Што е причината поради која што спасителите... Генерално тоа е цела палета на причини све и како, сепак се работи за млада популација што сака да си ја пробат среќата надвор, но го имаме и моментот на тоа дека веќе побарувачката е голема, а понудата ние према самите, условно кажано, концесионери е многу мала. Веќе ако една година од наше искуство, една година 200 работеле во Скопје по базените, другото сакате наредна година да си ја пробате среќата некаде во Хрватска на базен. Апсолутно, знаете како, пошто сепак и тука и како се битни примањата, условно кажано, пошто тој истиот спасител може би ќе земе тродупна дневница за разлика од Скопје. Тука е надвор од Скопје, надвор од роден крај и све остало, но сепак помладата популација сака. Имајте на ум дека
спасителите генерално се на возраст од 17 до 25-6 години. Нормално имаме и постари спасители, но генерално се работи за сезонска работа. Кај поголемиот дел од нив секој сака да си напред да му бегува. Одите на плажа во странство или на базени, секаде околу вас има спасители, на базените ги има, веќе ги гледаме. На плажите не секаде, иако е обврска на концесионерот да го направи тоа. На секоја водена површина по правило треба да имате спасител, односно лице обучено за да спасува, односно да укаже прва помош. Тоа колку се присутни, тоа е веќе друго прашање, друга тематика. Генерално во нашава држава имаме недостаток на спасители, недостаток на обучени лица кои би ги покриле тие ризични места. Често се соочуваме со луѓето и се објаснуваме колку од ништо може да се доведе од фатални последици, бројките ја окажуваат намерно. Не можете да убедите некого дека бројката на активни давеници ви варира од 90 до, односно од 40 до 90 активни давеници во сезона за горе-доле 70-75 работни денови. Не зборуваме за цела година. Тоа веќе на секој трети ден ви имате некој активен давеник што е регистриран. Што треба да се намали за да се направи да се намали бројката? Значи, ние најпрвен како граѓани, како посетители треба да ги почитуваме правилата на таа водена површина, правилата дадени од концесионер, правилата дадени, односно насоките дадени од спасителот на одреден момент, пошто не секогаш. Самите родители, посебно станува збор, посебно за малите деца, самите родители да припазат на нивните деца. Односно, го имаме и моментот дека вие кога доаѓате на базен, не значи дека сте сами и дека све ви е препуштено. Сепак тука уште со 300-400 други посетители. Така да, тоа е веќе еден цел клуб на активности што самите граѓани треба да ги преземат кога веќе посетуваат некоја водена површина. Го напоменав тоа, спасителот не е дадилка ваша. Што ви е вас полесно во целата оваа приказна, планина или водена површина? Зборувам за работа. Планина. Во секој зашто? случај, апсолутно, пошто во планина веќе кога имате некоја сериозна интервенција, знаете на што сте. И знаете како. Со базените секој ден се соочуваме со ситуации кај што реално кажано само доколку вие сте работеле спасител ги знаете. Од страна надвор или сега, како што ги кажуваме, или граѓаните што не слушаат, не може да перцепират. Не може да перцепират дека ние на 15 сантими вода имаме активен давеник, кој што си ја удари главата и остана доле. Така да, сепак се работи за родители кои веќе ќе му зборуваме за водени површини, кога ќе му го однесете чедото да ги му кажете дека ви извлечено од вода. Он уште место да се концентрира на своето дете, он со нас има работа, со спасителите. Така да, дефинитивно, планина секој си има предизвици, сите си имат позитивни и негативни страни, односно, но предизвикот е поголем планина. Сепак, действувањето и спасувањето на планина е многу покомплицирано од спасувањето на вода. Посакувам трпение и многу енергија да се преживее сезоната. Јас се надевам дека ние како граѓани ќе бидеме одговорни, а вие ќе имате помалку работа. Се надеваме и ние, но во секој случај таму сме за нив, така да. И благодарни сме што сте тука. Благодарам. Благодарам.